Ова е местото извор во Кичево, каде во 2014 година стартуваа градежните работи на инфраструктурниот проект Автопатот од Кичево до Охрид. Телевизија Нова е во обиколка на западниот дел на Македонија да видиме како течат градежните работи на овој инфраструктурен проект. Со засилено темпо се одвиваат градежните работи на автопатот Кичево-Охрид. Целата траса е одамна пробиена. Огромен број на камиони, багери и најразлична градежна механизација е на терен. Бројот на градежни работници се зголемува од месец во месец, во зависност од потребите. Екипата на телевизија Нова е во обиколка на западниот дел од земјава да видиме како напредува изградбата на овој мега инфраструктурен проект. Ова е еден од двата големи конзолни мостови кој е во завршна фаза. Имавме можност одблизу да видиме како се работи на висина од неколку десетици метри. За наша безбедност, но и за запазување на стандардите, од градежната компанија ни дадоа заштитен шлем и елек, бидејќи се наоѓаме на локација каде се одвиваат градежни работи. Екипата на телевизија Нова се наоѓа на изградбата на мега инфраструктурниот проект автопатската делница од Кичево до Охрид. Во моментов се наоѓаме практично, да кажеме, во воздух, каде на некаде повеќе од 40 метри од земјата. Во она што можете да го видите е дека ова е првиот конзолен мост кој што треба да ги поврзе градовите Кичево и Охрид. Она што можевме да го забележиме додека патувавме наваму е дека со засилено темпо се одвиваат градежните работи на овој мега инфраструктурен проект. Градежните работи се одвиваат според зацртаната динамика, вели Джеко Скендерович, директор на целокупниот проект. Кажете ми како се одвиваат градежните работи? Градежните работи се изведуваат во се спрема динамиката која е усвоена и ги пратат активностите. Во моментов се наоѓаме на 17 километар од делницата подвис пресека, каде што работите ги изведува градежната фирма Трансмет со своите подизведувачи. Во моментов се наоѓаме на местото каде што треба да се спои конзолниот мост, тоест лако со задниот негов сегмент, и тоа е првиот конзолен мост на оваа делница која треба да биде изграден. Активностите одат се во се према планот и сметам дека и понатаму ќе продолжиме со исто темпо. Колку километри точно ќе добијат македонските граѓани нов автопат на оваа делница? Трансмет изведува работи на делница која е долга 9 км, од која има 4 км мостови, а останатото е траса према усеците и земјаните работи. Кога доаѓавме ваму, видовме дека има доста ридско-планински предели. Имавте ли тешкоти во изведбата? Па можам да кажам дека прилично тешка делница припадна на Трансмет, но проектот беше усогласен и прифатен така да активностите се одвиваат према проектните документи. Новиот автопат според надлежните ќе биде можност за поедноставна, побрза и побезбедна комуникација помеѓу населените места од Кичевскиот и Охридско-Струшкиот регион. Комплетирањето на новата делница ќе придонесе за подобро функционирање на бизнис заедницата. Во минатото неколку пати стопанските комори посочуваа дека се потребни нови патишта низ земјава кои ќе го придвижат транспортот на стока.
По новата делница ќе се вози со брзина од 120 км на час наместо 60 како досега. Автопатот ќе го носи името Мајка Тереза, а вкупната должина изнесува 57 км и е со ширина од 26 метри. Делницата содржи и тунел кај пресека долг 2 км. Еден од двата конзолни мостови кои што ќе биде на автопатската делница Кичево-Охрид. Дополнително на оваа делница, на оваа автопатска делница ќе има и виадукти, надвозници, подвозници и 10 помали мостови. Екипата на телевизија Нова продолжи по патот следејќи ги градежните работи кои се одвиваат на повисокиот дел од трасата. Следува период во кој се подготвува терен за асфалтирање. Оваа машина ќе го произведува асфалтот кој треба да биде поставен на автопатот. Поразговаравме и со одговорното лице за оваа процедура. Се работи според најнови стандарди, вели Чазим Адрович, еден од одговорните лица на овој проект. Квалитетната изработка е наша препознатлива карактеристика, вели Адрович, а со тоа се дава до знаење дека сигурноста на патот и безбедноста на граѓаните се на прво место, додава тој. Како што гледате, асфалтна база е монтирана у планираниот рок. Очекуваме уште само агрегати за струја, за да можеме таму негде на пролет, март, април месец да почнеме со работите. Инаку по проектна документација предвидено се два слоја. Првиот носевиот слој се работи од 13 см дебелина, а вториот абојчи завршен, тој ќе биде од 6 см, така да колозна конструкција изнесува негде со асфалт 19 см. Се произведува негде околу 65.000 тони асфалт, што може uz капацитет која има база негде од 150 тона на сат, целата работа да извршиме 2 до 3 месеца. Дека се гради по нови стандарди, тоа ни е познато. Кажете ми, во споредба со минатото, по што ќе се разликува овој автопат од останат? Па, разлика е во тој завршен слој, се гради со нова технологија, со употреба на полимеризирани материјали кои дават подолга трајност и подобра носивост на целата конструкција. Инаку автопатот започнува од Кичево, па преку Подвис, Пресека и Песочани се стасува до Требешница. Од ова место се доаѓа до Подмолје, кое представува поврзување со градот Охрид. Продолживме по пристапните патишта. Над нас се протегаа неколку подпорни ѕидови. Терен кој според изведувачите е најтежок за работа бидејќи се наоѓа во карпест терен. Видливе се остатоците од минирањето. Пред нас е тунел долг 2 километри. Како главен изведувач на проектот е кинеската градежна компанија Синохидро, но според првичниот договор 51% од градежните работници треба да се од Македонија, што значи дека половина од градежните работи ги изведуваат домашни македонски градежни компании. За изградбата на овој автопат се инвестираат 375 милиони евра. Според надлежните станува збор за градежен зафат, каков што не и се случил на Македонија цели 50 години. Во интервју за телевизија Нова, министерот за транспорт и врски вели дека во моментов во земјава се градат патишта како никогаш досега. Македонија се гради како никогаш досега.
се градат 3 автопати, се работат многу регионални, магистрални, локални патишта, но најголем фокус и најголеми инвестиции во Република Македонија се секако новите автопати што се градат. Станува збор за инвестиции од преку 800 милиони евра, како што напоменавте од Темир Капија до Смоквица, инвестиции од преку 200 милиони евра од Скопје кон Штип, исто така инвестиции од преку 200 милиони евра и најголемиот проект во Република Македонија тој од Кичево до Охрид, нов автопат, кој е од прилика 400 милиони евра. Одлична е динамиката, постојано се зголемува бројот на работници, бројот на машини, се работи секојдневно, времето во овој момент не послужува, така да се уште ефективно се работи. Илјадници работници секојдневно се ангажирани на овие проекти, но најважно од се што може да се погледнат и со око, да се види дека таму се работи, дека не е некоја илузија, туку навистина оваа влада, оваа партија максимално се труди да изгради се во Република Македонија. Претходно не се граделе волку автопатишта. Ја често пати велам дека ова е времето каде што во Република Македонија првпат се гради волку многу. Инаку, освен автопатот Кичево Охрид, во моментов се градат и автопатските делници Миладиновци Штип и Демир Капија Смоквица, на кои градежните работи се реализираат во полн ек. Со овие 3 нови автопати, Република Македонија ќе биде побогата со нови 132 километри автопатска мрежа. Освен на коридорот 8 и 10, владата е фокусирана и на рехабилитација на многу регионални патишта. Во моментов се градат 340 километри патна мрежа. За следната година, ресорното министерство најави инвестиции во инфраструктурата од 900 милиони евра.